Упорни се во притисокот врз локалните институции и служби, граѓаните од населбата Трајаново Трло со цел да се изборат за правата што им ги гарантира Уставот, но не може да им ги обезбеди општината. Со протестни собири и писма преку медиумите буквално молат одговорните да ги заштитат нив и нивните семејства, имоти и животната средина. Наместо резултати, најчесто добиваат одговор за ненадлежност. Кочани е релативно мала градска средина во која граѓаните меѓусебно главно се познаваат, а искусните службеници од надлежните институции си ги знаат и старите и новите муштерии. И сигурно имаат начин и стратегија да ги стават под контрола. Но наместо тоа проблемот се шири и на други населби, главно во периферијата на градот, чии жители немаат мирни ноќи од се поагресивните натрапници. Наместо во таква ситуација која станува се посложена, локалната власт да го свика кризниот штаб и да бара мерки, таа како да се дистанцира од проблемите на граѓаните и препушта сами да се справуваат со провалниците и насилниците, што меѓу другото е мошно опасно. Дознаваме дека жители од Трајаново Трло покрај касарната и во Шатровик и Усова чешма сами се организираат, поставуваат дежурни стражари и ги фаќаат кратците по дворовите и околу куќите. А што се случува во тој дел на градот најдобро сведочат фотографиите што кружат на социјалните мрежи и портали, како и многобројните траги и остатоци од исечена шума покрај патот кон градче и особено кон браната Речани, каде веќе се создаваат голини.